Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Уште еднаш имам особена чест и задоволство да како гостин во емисијата да го поздравам нашиот уважен академик Блаже Ристовски. Господин Ристовски, добро вечер, добре дојдовте. Ми представува секогаш и задоволство и кога ќе дојдете, а понекогаш и ќе се јавите во емисија. Навистина сте човек со еден дух кој просто завидувам и се надевам дека не само по она што е ваша интелектуална дејност која е непроценлива и заради која сме тука, но мислам и вие како човек имате 80 години. Вашата виталност и оној доказот на тезата дека човекот старее во главата, а не во телото, сте жив доказ. Уште имате возачка дозвола, возите автомобил, со добро здравје сте, активни сте. Последниот пат кога бевте овде зборевте за толку многу проекти што едва успеав да ги запамтам. И јас, само тоа ми е должност, површината да ја загребам, а вие во меѓувреме наполнивте 80 години. Имате огромен број на дела. Уште далечната 60-ти години вие докториравте на темата Крсте Петков Мисирков. Вашата животна мисија и дело се природбениците, што е во најблиска суштина во она во што е бит и суштина на македонската нација, на македонскиот јазик, на македонската култура. Како најнов повод заради кој ве поканив е вашата книга, компјутерот, горната камера ќе ви прикаже, Македонскиот природбенски век, 19 век, прв том, прва книга, значи две книги се од првиот том, и тоа ќе излегува и така натаму. Ке се навратим, има мал милион теми, но од последното ваше видување, па наваму, идевте често пати, бевте и во Русија, бевте во Украина. Во меѓувреме поминавте една афера која многумина тешко ја преживеа ја, а вие ја, како да ви кажам, со една ношалантна елеганција на нога ја преживеавте еден перфиден медиумски политички напад, бидејќи вие сте најзаслужниот за едно од капиталните дела во Македонија, тоа е Македонската енциклопедија, која наместо ние да ја прославиме со епика, прв пат ние имаме една македонска енциклопедија, се фатија за еден збор и еден пилјар со неговата политичка партија и неговата телевизија, која веќе и не постои, исценира едно такво обштествен напад против вас лично, против енциклопедијата, а всушност беше против Македонија, македонската историја и македонскиот народ. Како сте? Благодарам. Како што гледате, и покрај се тоа сум жив, а жива е и енциклопедијата. Според тоа, значи, ништо не се изменило. Единствено остана дилемата... Се изменија само оние што тогаш викаа, зашто сега изгледа не се баш така гласни. Не се. Видоа дека сепак сгрешили. Што е со енциклопедијата? Енциклопедијата се уште е во бункер. Која ќе можеме да ја видиме во слободна продажба? Не е во бункер, не била никогаш во бункер. Зборам ние да можеме да ја купиме. Може да се купи, да. Значи може да се купи. Па да, цело време може да се купи. Да, само треба во академијата да отидете и да дадете пари и да земете. Апсолутно и со задоволство. Се извинувам заради мојата неинформираност. Баш ми е драго. Баш ми е драго само што така. Се уште не е пуштена во јавна продажба. За тоа збор. За тоа треба сепак беше донесено од највисокото тело на академијата решение да се запре продажбата привремено додека да се расчистат работите и сега треба истото тоа тело да ја ослободи во продажба и да може таа да функционира како и секоја нормална книга. Енциклопедијата е само еден дел, само еден почеток, само еден пресек од оно што треба. Напротив, тоа беше мала енциклопедија, тоа беше кратка енциклопедија, зашто ние готвевме, како што знаете, 5, односно 6 тома, исто така големи томови, каде што имавме многу поголем опфат.
Да, Потоа- критиките беа зошто потоа е ставено направивме- ова, не е ставено она. Да. Вие тогаш објаснивте и рековте ова е сосема само мал пресек. 34.000 имавме одредници, па ги Да. скративме на десетина неполни. Може да си представите И тоа. тогаш рековте дека И тоа во го проширената замисливме- и големата, да, И тоа го замисливме како прво издание. Ние веќе добивме и аванс за англиското издание, што требаше да биде малку скратено и малку дополнето, за да може да излезе на англиски јазик, да можеме да информираме и светската јавност поблиску. Меѓутоа, пријателите побрзаа, па ја ставија на интернет и сега милиони ја гледаат, ја читаат, ја користат. морам да признам дека и јас ја најдов на интернет. Да, и сега Многу ми постои. најазе, и сега постои. И сега постои. Во суштина, сега и некој дури да се обиде, таа постои, веќе никогаш не може да избрише, дури и физичката копија еден ден, ако треба некој ќе ја прештампа. А Ми кажете, велат дека дури и се продавала на Битпазар по ефтини цени, тамо 100 денари. а како испринтана она Да, скрипта? како CD. А како CD, да. Како CD. Јас не сум ја купила, ама ми рекоа дека Ништо можело чудно, ништо да чудно. продавале. Јас ги наоѓав линковите каде што ја има, многу ми не ја даунлодира, многу ми навика сакам да имам, не можам да ја купам, разбирливо е. И во денешно Да, се електронско уште време 8.000. пиратеријата е. 8.000 кошта се уште. Ја ќе си го пружам тоа задоволство да ја купам, ќе одвоја. Не, Децата ќе мнозина ја истрпат малку. купуваат. Не е проблем. Кажете ми, што станува со проширената енциклопедија? Дали сте вие се уште редактор во енциклопедијата? Не, тогаш Да. бев сменет, Да. јас и целата редакција, и беше формирана нова редакција. Точно. И таа редакција направи неколку состаноци. Наводно направија и критички осврт На првата ова енциклопедија. првата енциклопедија. Меѓутоа, меѓувремено, не се согласија и новата редакција, не се согласи со барањата на албанските представници, така што албанските представници ја напуштија редакцијата, се откажаа од учество. И сега е во мирување. Обично судирите доаѓаат кога некој сака научните факти, научните историски докази да ги измени во дневно политички цели и најчесто тука се проблемите во кои вие членови на МАНУ се наоѓате обично во вкрстен оган. Науката не е контепибилна со политиката и со дневната политика. Така што науката си има свој пат, свое течење, своји релации и треба да ја оставиме таму кај што е местото. А политиката нека си ја брка својата работа. Секој си има своји и интереси и должности. Во меѓувреме, вие работевте, се сеќам, во последното бевте ангажирани и после интервјуто заминавте во Русија. Таму работевте на истражување на архивите во Русија поврзани со македонските. Да, јас од тогаш по нашиот разговор бев 2 пати уште во Русија, зашто јас сум раководител на одборот на академијата наша за соработка со Руската академија. И ние одржуваме секоја втора година научни средби овде или таму, а исто таква соработка имаме и со Украинската академија на науките и со Украина исто така јас го водам одборот за соработка со Украинската национална академија, така што имаме една постојана активност на тој план, на планот на научната соработка помеѓу академиите во Москва и Киев. Така што бев и во Киев на истражувања и во Москва. Што се тие истражувања? Што е предметот на истражувањата ваши во Киев и во Москва? Па, интересите мои се доста широки, господин Јанко. Јас имам еден широк диапазон на научни интереси и тие интереси се протегаат од Кирило-Методиевскиот период па
до нашата современост. И јас истражувам разни предмети во архивите, во светот и во библиотеките, но претежно моите интереси се свртени кон 19-тиот и 20-тиот век. Претежно. И тука мислам дека имам направено најмногу, иако мислам дека не се беззначајни и оние истражувања што сум ги правил уште од што викаат од доселувањето на словените па навам. Кога дојдовте прв пат во мојата емисија, ова е ваше трето физичко гостување, кога дојдовте, вие донесовте само дел од вашите книги и тоа беше навистина импозантна, една збирка од ваши дела, посветена пред се на природбениците и тој период од 19-тиот век. Уште еднаш бивам замолен, мислам, ова е вашето животно дело, овој век и нивната работа и дел. Зошто е тоа толку битно и значајно за македонската држава, за нас, за македонците? Зошто тој период и природбениците се толку цел на ваши истражувања? Што е тоа што ве влече таму? Видите, прво има кај нас известно неразбирање на некои поими или неточно дефинирање до сега, дури и од нашата наука. Природбениците. Кои се природбениците? Природба. Која е таа природба? Од кога почнува? Кога завршува? Покојниот Блаже Конески уште 49 година напиша една неголема, но многу значајна книга за природбениците и за природбата за учебникарите. Меѓутоа, и таму не кажа кога започнува таа природба и кога завршува. Јас веќе еве скоро половина век се занимавам со природбенскиот процес. И јас сметам дека нашата природба главно почнува од тогаш кога почна македонскиот јазик да се појавува во печатна форма, имам предвид современиот македонски јазик, зашто ние имаме стар македонски јазик од Кирило и Методиј и Климент и Наум па наваму. Меѓутоа, современиот македонски јазик почнува да се печати главно од почетокот на 19-тиот век. Тоа е условно почеток на нашиот природбенски процес. Има некои што мислат дека запаќа и малку порано, некаде крајот на 18-тиот век. Но условно сепак мислам дека ќе биде доволно ако кажеме дека започнува од почетокот на 19-тиот век со четиријазичникот на Денила, каде што првпат, макар и со грчки букви, македонскиот јазик, современ македонски јазик, виде бело видело. А потоа дојдоа веќе нашите први писатели по 14-та година и натаму, па печатници македонски и така натаму. И тој процес, според мене, трае се до формирањето на македонската држава. Кај сите народи, природбата е процес што трае до формирањето, политичкото оформување на нацијата од своја држава. Тогаш веќе престанува секаков природбенски процес и почнува еден процес на државното уредување со закони и прописи и еден регуларен тек на животот на една нација и на една култура. Тогаш сме автентични, нема што да се преродуваме, тогаш сме веќе докажани. Ние сме секогаш автентични, зашто мислите дека сме... Затоа што, еве, ќе ви кажам, во формата на таа дневна политика, која сака да се меша во науката и да докажува. Пред едно интервју, од еден политичар ми беше сугерирано следно. Прашај го, академикот Ристовски, тие природбеници, за кои он тврди дека се македонци, како се изјаснувале,
што се во суштина. Поточно, тезата беше дека сите они тврделе дека се бугари и треба да иде во прилог на тезата дека нели ние сме во суштина бугари, македонски бугари и така натаму. Таа некоја теза која баш и не ја разбирам добро, но мислам вам многу појасно ви е што ве прашувам и зошто ми го поставиле ова прашање. Да ви го прашам, предпоставам дека и било дел од вашето истражување. Па, видите, името и денеска е најзначајниот знак на нашето постоење. И тоа секогаш било актуелно. Нашето име е милениумско, како што знаете. Ние го носиме од територијата на која сме живееле, ние никогаш не сме се селиле од овде. Овде сме од антиката до сега. Тоа е Македонија, тоа се македонските територијални граници, а освен тоа, ние тоа име сме го наследиле и преку традицијата. Нашата традиција сепак зачувала доста спомен и за античката држава. А во некои векови тоа беше оживеано и со нови истражувања и пишувања, така што со појавата на некои книги за Александар, веќе тоа чувство и таа свест, особено од половината на 19. век, по објавувањето на книгата за Александар во 1844 година, на наш разбирлив јазик, да, 44-та. 1844. Кој ја објавува таа книга? Тоа ја објавува еден попотекло бугарин на еден јазик кој е во тоа време се уште нема бугарски литературен јазик, кој е разбирлив и за нашите. Нешто со старословенизми, нешто со русизми, меѓутоа и со македонизми и бугаризми. Но разбирлива за нашиот човек, нашиот писмен човек во тоа време. Што таа одигра голема улога во будењето и развивањето на македонската национална свест. 1844. Да. Не случајно настанува цело едно движење. 1844 година доаѓа тука рускиот научник, славист Григорович, кој во својот извештај што беше објавен по 2 години во Москва, во Петербург поточно, тој кажува дека во Македонија најпопуларни се ликовите на Александар Македонски и кралот Марко. Во свеста на нашиот човек, во традицијата на нашиот човек. Александар и крале Марко. Да, во 1844 година. Тоа го кажува еден сериозен славист од Русија кој дојде специјално да истражува Македонија овде. Така што тогаш и нашите учители, и нашите свештеници почнаа да живеат со духот на тој така наречен македонизам. И таа идеја во нашата традиција, во нашата меморија е зачувана и до денеска. Дури и во тоа време еден Пулирски кој беше носител на таа идеологија, тој во 1875 година во својот тријазичен речник даде такви природбенски и национални дефиниции, национално битување и националната свест, што направи пресечка во нашата историја. Додека до тогаш, скоро сите печатени публикации го носеа и бугарското или словено-бугарското поточно обележје, од тогаш веќе започна да се појавува на кориците и во книгите и македонското обележје. Сакам да речам друго.
тоа име има долга историја во Македонија. Тоа не значи дека ние сме биле бугари. Ние никогаш не сме биле бугари. И во најстари времења, дури и ако земаме од доселувањето на словените кои почнуваат во Македонија главно Мизирко вели од 4-тиот век и некои руски тогашни истражувачи така пишуваат, меѓутоа главно од 5-тиот век почнуваат да се населуваат на овој југ, длабоко и во Грција, тие разни словенски племиња што доаѓаат од пределите некаде зад Дунав. Меѓутоа, името Словени Што значи слово, писмо? постои само во Македонија. И од тука почнува. Професорот Лавров, кој беше член на руската експедиција во 1900 година, Што во која значи? се замеша и Многу, Мизирко. кажувате, многу малце... Па тоа се многу проблеми, ние не Да, можеме во една ги- емисија. Рековте, името Словен постоело само во Македонија. Колку знам, Словен значи писмо, писмен човек. Не, има многу Има разни тумачења. аха. разни толкувања и разни погледи. Добро. Меѓутоа, битно е дали тоа потекнува од слово, дали потекнува од склав, од роб, дали има друго од славен, некои велат славни биле, па затоа и тоа и Пулевски го споменува. Извинувам. Меѓутоа, основно е дека тоа име го наоѓаме само во Македонија и од тука Од тука почнува да се шири. преку писменоста, што потекнува од македонскиот говор во Солунско, и ја пренесоа Кирил и Методий со своите ученици во Моравија, и подоцна Де факто тоа е македонскиот јазик. тоа е Суштината- македонскиот говор, Македонскиот говор. Тој издигнат, словенски издигнат на писмен јазик, кој стана и литературен во Моравија, паѓа а тезата- подоцна да. и овде на Балканот. Значи, нас не учеа дека Кирил и Методи измислиле нов јазик. Не, јазик не може да се измислат. Дали ви е јасно ние Тие само во го каков регистрирале го регистрирале говорот што веќе постои. и врз основа на Така. тој нивни роден говор, Така. бидејќи тие се солунчани, Го оформиле. оформиле азбука, прави Граматички глаголицата глаголицата. и ги превеле доста деликатните текстови на Библијата и на црквата. Ги превеле прв пат на словенски јазик. И така настанува Поточно македонски јазик. четвртиот писмен јазик во сегашна Европа. Така. Но во суштина, кога збориме словенски јазик, се подразбира на македонскиот јазик. Словенскиот јазик носи потекло, рековте, во околината на Солун што се говори, така? Епа, еве сега, земете, вие знаете дека Методија беше стратег, воен стратег, и ја чуваше границата од бугарите, братот на Кирила. Ја чуваше границата на Византија од навлегувањето на бугарите. Неговото кнежество Бугарите се или викаше... булгарите? Добро, се извинувам. Неговото кнежество се викаше књажение Словенско. Не се викаше бугарско, да речеме, или Так. не знам, грчко или не. Књажение Словенско. Книгите, јазикот. Јазикот во најстарите пишани споменици од 9-тиот се вика јензик словенски. Значи јазик словенски. Климент во најстарите споменици се потпишува епископ словенски. Кога одат во Рим, таму словенскиот јазик е промовиран како литературен јазик, признат од папата. И тој подоцна, знатно подоцна, по еден век,
станува јазик на писменоста на Охридскиот центар, книжевен центар, каде што се враќаат правин преку Бугарија Свети Климент, а подосна и неговиот собрат Свети Наум. Тие создаваат овде писмен културен центар. Тој културен центар беше словенски. Нивната писменост беше словенска. Таа писменост во следниот век, во 10-тиот век, премина во Русија, преку Охридската архиепископија. Тој јазик, писмен, што беше однесен во Русија, беше тој во основата словенскиот говор, од Солунско, издигнат на едно писмено ниво, на литературен јазик. Зошто ја доживува таа конверзија од македонски јазик во словенски? Ако оние кои се непријатели на Македонија би рекле, еве по ова, македонски јазик нема, вие сте словени со словенски јазик. Ние дојдовме како словени, нашиот јазик е словенски. Не е античкиот македонски јазик. Античкиот македонски јазик е нешто друго по својата структура. Тоа не значи дека некои елементи не се инфилтрирале подоцна и во нашиот современ јазик. Меѓутоа, ние тие не ги знаеме, бидејќи не е зачуван пишан текст на античкиот македонски јазик. Не е зачуван. Велат дека на каменото дрезета, вашите колеги... Каменото дрезета е токму тоа. Интересно писмо, меѓутоа, јас не го прифаќам толкувањето што е правено тука и во нашата јавност, бидејќи тоа не може да биде точно. Колегите, моите пријатели, тргнуваат од современиот македонски јазик и сега по свое наоѓање си толкуваат таму зборови како што им уидисуваат на нашиот современ македонски јазик. А нашиот современ македонски јазик од 9-тиот век, барем, кога е регистриран со кирило-методиевската писменост, е сосема изменет денеска. Секој јазик има свој живот и тој се развива како човекот. Значи, денеска нашиот јазик воопшто не е еднаков со солунскиот. Каде е тогаш нишката наша, на нашата поврзаност со античката култура која сме ја наследиле од овде? Како не? Преку јазикот. Да? Не само преку јазикот, не сме ја наследиле. Ние во античката држава официјален беше грчкиот јазик. Добро. И Аристотел го учеше на грчки јазик, и Александра, и во дворот на Филипа и така натаму. Но јазикот на македонците не беше грчки. Така. И тоа го сведочат, имаме сведоштва многу околу тоа, да не задржуваме. Тој јазик на македонците ни е зачиван само во имиња, и тоа мал број имиња. Ние немаме врзан текст од тој јазик, ние не знаеме каков бил. Секако не бил словенски, јас тврдам. Но не бил ни грчки. Но не бил грчки. Тој бил македонски. Уште помалку Каков бил, бугарски. таков бил. Не, бугар нема, тогаш уште бугарите не се дојдени на Балканот. Тоа не може да се зборува за тоа. И, значи, има тука еден процес што кај нас не секогаш добро се разбира. Ние денеска имаме јазик кој може да биде конгломерат од секаков состав. Меѓутоа, во основата тој е словенски. И писмените словенски јазици во целиот православен свет што отидоа преку него. Преку тој во основата македонски идиом, кој беше издигнат на едно литературно ниво. Зошто велам словенски? Знаете, Самуил создаде држава. Така. Знаете дека најверојатно првин таа не се викала Бугарија, како што денеска обично во светот се декларира. Иако ние немаме никаков спомен пишан, освен плочата
од Битола, каде што споменува българи, но тоа не знаеме уште што е. Ние немаме уште едно наше толкување. Битно е дека ние немаме пишан текст од Самуила. Ни еден текст. Но најдовме други податоци од кои произлегува дека тие словенски племиња што ја направија Самуиловата држава, што ја составуваа словенска таа држава, ја нарекувале во тоа време Склавинија. И кај германскиот император, тој е император на Рим, како што се велеше тогаш, на Римската империја, германскиот император, на неговата маса е најдена од времето на Самуила една книга во која има еден цртеж од 4 грации: Склавинија, Рома, Германија и Галија. Тоа се народите на Франција, на Германија, на Рим и Склавинија. Која е Склавинија? Сите тие 4 грации носат кралски царски одежди, главно пурпурни. Склавинија е облечена во словенска носија, со сите карактеристики и денеска што ги има словенскиот свет. Како можеме да го објасниме тоа име над главата на таа Склавинија пишува Склавинија латиница со латинските букви. А во тоа време единствено Самуиловата држава беше самостојно кралство, односно царство. Единствено. Најверојатно во прво време таа држава се викала Склавинија. Меѓутоа, зошто не се вика Македонија? Зошто? Па не можеше да се вика, затоа што во тоа време се беше веќе создадена така наречената македонска династија на Византија, што потекнуваше од денешна географски Тракија, не во Значи, Македонија. Византија била македонска држава во суштина? Па, македонски цареви тие се вика, македонска династија беше таа. Василий II е од таа династија. Таа династија, така? Да, македонска династија. Не можеше да има две македонски држави. Апсолутно сега разбирам. А од друга страна, треба да имаме предвид дека Самуил беше царската круна која ја узурпира, бидејќи за да биде цар или крал, Добро. треба да има некое педигре. Добро. Треба од нешто да потекнува. Добро. Бидејќи во тоа време не постоеше Бугарија, бугарската држава беше ликвидирана од Византија, тој ја узурпира таа круна и римскиот папа го круниса со бугарската круна. Вие знаете, Охридската архиепископија во името го содржи и бугарското име, покрај другото. Кој е бугарско име? Болгарија. Сеја Болгарии. Да. Значи, тоа е дојдено преку таа узурпација на круната, бидејќи не постоеше и бугарска црква, бидејќи Византија ја уништи бугарската црква, ја уништи бугарската држава. Самуил, кога ја формира својата држава, тој не можеше да ја нарече Македонија, бидејќи постоеше македонска династија веќе, со која тој војуваше. Првин беше тој во еден пријателски однос. Затоа им извадија очи. Слепец со кого Беше во војуваше? пријателски однос, а после војуваа меѓу себе. И значи не можело да биде Македонија име земено од Самуила. Не можело. Но ова е прашање кое За да го има царското педигре, за да има она ројалистичко педигре, ја презема круната. Да, тоа е најлесниот начин. И тука е еден од силните аргументи на бугарите кои Да, ама во тоа време не постои Бугарија. Не постои И Бугарија. 2 века бугарското име отсуствува во сите пишани споменици, бидејќи Бугарија, а Бугарија е меѓу Дунав и Стара планина, тој простор е Бугарија во тоа време. Таму
постои тема Парастрион, Подунавје. Парастрион. Подунавје. Подунавје. Така се вика и така секаде е регистрирана. А Болгарија е овој дел. И седиште, кога Самуил беше победен и почина, кога неговата држава беше конечно завладеана од Василий II, тој направи распределба таква што тема Болгарија ја направи во Македонија, бидејќи тоа беше јадрото на Самуиловата држава, а седиште и постави во Скопје. И тоа се тие традиции што низ црквите и манастирите после се влечкаа низ вековите. Но тоа не значи дека биле бугари. Зошто не? Немавме ние никаков допир со бугарите. Кога словените доаѓаа, во Бугарија остана една гранка што се вика анти-словени, блиски на словените наши, меѓутоа се викаат тие анти. И во историјата спомениците ги различуваат. Во Македонија доаѓаат главно склавини, словени. Тие словени во Македонија дојдоа во една држава што се викаше Византија, која името го дадовме подоцна, тогаш не се викаше, тоа беше Романија. Да. Тоа беше Рим. Римско Тоа беше Римско царство. Да, ние подоцна го нарекуваме Византија Да. според... Да, добро. Добро, тоа е научно именување, подоцна. Да. Сега, кога доаѓаат бугарите од Азија, 680 тие формираат малобројни племиња бугарски, протобугари, Така? тие се туркмени од тие краишта. Тие формираат тука држава на Балканот и таа држава ја нарекуваат Бугарија. Таа држава 200 години постои и со Македонија нема никакви допири. Како наше бугарско потекло може да се зборува? Апсолутно. Тие со дел од антите и протобугарите, со траките и други балкански доселеници или минувачи, оформија една држава што ја нарекоа Бугарија. Меѓутоа, тоа беше паганска држава. Таа го немаше прифатено христијанството. А ние постепено го прифативме овде христијанството во рамките, во границите на Византија и станавме христијанизирана територија. Вие гледате какви се цркви и катедрали се откриваме и денеска на наша територија. Тоа беше христијанска цивилизација. Значи, Што ни не може да се пофалат во Бугарија? Словените во Македонија беа христијани. Не е точно дека тие се покрстувани дури во 9 век. Тие се покрстувале цело време. И како што вели Мисирков во својата книга, христијанството во Македонија одело одоздола нагоре. Од народот до врвот. Додека во Бугарија, кога бугарите успееја една година по одењето на Кирил и Методиј со учениците за Моравија, и 864 година ја зазедоа Македонија. 865 година Борис ги покрсти бугарите како христијани, затоа што во неговата држава... Он ја прифати верата Ја прифати верата, мораше пренесе. да ја прифати, Да. затоа што во неговата држава влезе голема маса христијани. И дојде до Така. судар, Нормално, пагани и пагани и христијани. христијани. Да. И затоа ја христијанизираше целата земја. И тој ја прифати, имаше битки тука помеѓу Рим и Цариград, ја прифати цариградските услови, ги прифати, бидејќи Цариград беше помоćен, ги прифати цариградските услови и го прифати христијанството. При покрстувањето, бидејќи најде на отпор од
протобугарските велможи, Кои беа раководители пагани, во државата, така? кои беа пагани, се спротиставија и тој ги искла. Направи еден голем колеш во државата и ја наложи својата власт и го воведе христијанството. Тоа е, значи, прв пат воведување на една друга цивилизација. Значи, не сме имале ние пред тоа никаков допир со Бугарија. 2 века по формирањето на бугарска држава, ние не сме имале држава, не сме имале никакви реални односи, допири помеѓу едната и другата земја. Затоа што границата византијска ги делеше, тие војуваа меѓу себе. И уште повеќе, мисијата на Кирил и Методиј е мисија антибугарска. Тоа денеска они го слават и добро е да го слават, Кирил и Методиј, како национален празник. Меѓутоа, нивната мисија е во основата антибугарска. Зошто? Па затоа што Византија се бореше цело време со бугарската држава. Дури некои византијски цареви беа обезглавени, па крум пиеше од нивниот череп, да, вино пиеше и така натаму. А тоа е антибугарски затоа што Бугарија е паганска во тоа време. Паганска е. И за да се христијанизира и за да излезе од паганството. Сега ви кажувам за времето на мисијата на Кирил и Методија во 9 век. Така? Тие 863 година заминуваат во Моравија по барање на моравскиот кнез Ростислав. Тој доаѓа и на Михајло III, византијскиот император, му вели: дајте ми учител што ќе ме просветува и верата ќе ми ја учи на словенски јазик, на наш јазик. Имате таков учител, дајте ми учител. И Византија, Михајло III ги наоѓа Кирил и Методиј и им вели: вие сте солунци, во Солун сите словенски зборуваат, одете и извршете оваа мисија. Тоа беше византијска стратегиско-дипломатска мисија, затоа што франките, кои беа противници на Ростислав, на моравскиот кнез Словен, тие војуваа меѓу себе, а овде бугарите војуваа со Византија. Сега, во таа спрега, мисијата на Кирил и Методија оди таму за да ја заштити од една страна Византија од Бугарија, но истовремено и да ја привлече на своја страна Моравија како сојузник на Византија. Бугарите и франките имаа потпишано сојуз, договор за воена и секаква друга соработка. Според тоа, значи, мисијата на Кирил и Методиј треба да се гледа во почетокот од тој аспект, од стратегиско, политички и верски аспект. После она станува и просветителска и секаква друга. И многу значајна мисија со воведувањето на словенскиот јазик како четврти писмен јазик. Тоа значи една цивилизација што се раѓаше врз почвата на Македонија во основата. Сега ние почнавме многу приказни да кажуваме и гледачите можеби нема да го сватат сето тоа. Ја уживам и нека ми простат гледачите, а предпоставувам дека заради мојата популарност и огромната популарност на емисијава, ко мене ми е интересно, на огромниот дел од знаете, не сите добро си ја познаваме историјата. Знаеме површни. Ви имаме, ја затоа велам, мене ми е чест и задоволство и мене ми е драго. Веќе еден час ни држите, час по историја и предавање, да сватиме, бидејќи нам ни се потребни вакви работи, не крепат. Ние сме под силни удари на пропаганди, на локални политички мангупи, кои ни продаваат разни работи. Во овој момент имаме притисоци да смениме име. Па дали сме луди, знаеки го се во ова, ако вие, како академик на највисоката научна институција во држава, излегувате со вакви ставови, со вакви дела,
Ако академијата ова го објавува, вие сублимат само ни давате, ова сигурно дека е проучено и објавено. За жал, ние многу од работите не ги знаеме. Во дневната политика се обидуваме да преживееме. И ова е крепење за народот, ова е мелем на рана ставање. И ја ве уверувам, слободно говорете, убеден сум дека моите гледачи уживаат. Ја ви се восхитувам, ако вие како 80 годишен интелектуалец издржите до 2 часот, јас не сум сигурен во себе. И ова ми е голема порака до моите гледачи. Нема предавање со годините. Еј, стар сум бој. Не. Еве ви жив пример дека човек ако има идеја, ако има волја, ако се фокусира, бидејќи мозокот е орган што не е старе. Тој старе само ако не се употребува. Да. Само ако не се употребува. И вашата виталност е вашата постојана работа. Многу аспекти овдека имаме и некои субаспекти кои не се ни допирна точка со вашата научна работа, туку повеќе човечки емотивни. Затоа ве молам, продолжете го. Јанко, да. За жал, ние сме млада наука. Ние почнавме да ја развиваме по ослободувањето, дури по 44-та година. По АСНОМ. Дозволите. Поверете. Ние се уште не сме стигнале да имаме една сериозна студија за бугарското име во Македонија. А потребно, очигледно. Тоа е најпотребното во овој момент. Затоа што претензиите се темелат главно на тоа, на тој реликвиум, како што пишува Мисирков, кој ни е наследен од историјата, но кој не зборува за нашата етногенеза. Не зборува за нашата етногенеза. Ние не успеавме да направиме една монографија за бугарското име во Македонија. До сега немаме книга, еве вака, да земете па да прочитате. А тоа е навистина на наша штета. И јас се надевам дека веќе ќе станеме свесни дека тука мора да се ангажира некој да направи докторат имено бугарското име во Македонија. Тогаш ќе бидат појасни многу процеси. Прв проговори посериозно на овој проблем Крсте Мисирков како студент 1901 година. Тоа е 2 години пред за македонските работи. Тој беше уште студент. И тој толку длабоко завлегол во проучувањето, што и овој проблем го зафати и тоа многу сериозно. Бугарското, словенското и македонското име. Така што нам ни престои таа задача да ја решиме. Јас сум во години кога можам да кажам само дека тоа е неопходно да се направи, но сега да почнам наново да истражувам, веројатно е малку доцна, бидејќи јас имам и други започнати работи, што сакам и да ги завршам. Човек мора да се исполни животот 120 години кој одлучил да живее. Човек мора да биде свесен дека оваа маса има рап. Апсолутно. Од тој рап надолу се паѓа. Така. И јас сакам да завршам некои работи. И затоа сега, по повод мојата 80 годишнина, јас почнав да ги издавам избраните дела во 10 тома. Првиот е веќе излезен, вториот е во печат, другите се во подготовка и постепено ќе се печатат. А и овие 2 тома за македонскиот 19 век се всушност по повод мојата 80 годишнина. Ова година сепак јас исполнувам една граница што е барем за мене значајна. А тоа го видоа и други, па гледам и некои надвор ја одбележаа. Кој ја одбележаа надвор? Па кои? Вашата работа и годишнина. Например, во Националната академија на науките на Украина,
во Киев беше организирана специјална изложба и таа е единствена изложба, никаде на друго место таква немало и ни кај нас немало таква. По повод мојата 80 годишнина, специјална изложба во Националната библиотека на Академијата, во која ги изложија сите мои печатени работи и таму имаше над 100 публикации, отворена во присуство на нашата амбасада, представниците, амбасадорот и другите чиновници. Кај нас вакво нешто не ви е на Па никој не соопшти ништо за тоа таму, а овде не е направено. Никој не е пророк во своје село. Но вие имавте средба и со Медведев во Русија кога? Не, со Медведев немав средба, туку прво Македонско-руското друштво во Москва март месец го прогласи како месец на Блаже Ристовски по повод 80 годишнината моја. А президентот Медведев ме почести со едно високо признание, медалјата Пушкин, што ми беше доделена и господинот амбасадор овде ми го предаде тоа признание, иако и тоа не излезе во јавноста, речиси. Ви честитам. Ете, така што други академии, други научници го признаваат вашето дело и вашиот труд. Се надевам дека ова ќе биде дополнителен импулс да овдека разберат кога говорите за овие работи, да им се даде дополнителна тежина. Кажете ми, зошто украинците, русите ги фасцинира вашата работа? Што нив им дава? Мене ако вака лаички предпоставам, им дава една димензија, бидејќи во историјата велат одеднаш се појавуваат Словени, од никаде, од зад Карпати, од Марс, од негдека и така натаму. Но со овие ваши проучувања се добива една нишка на еден континуитет историски и цивилизацијски и културен со Македонија, со нашето античко, и со словенството кое се врзува преку јазикот и преку таа култура која после се шири, на некој начин предпоставувам дека нив им импонира, нив им дава едно суштинско вредносно значење, им го натопува кредибилитетот на тој народ, дека тој народ не е одеднаш пагански од нешто и ако ја земеме највулгарно историјата, излегува дека словените одеднаш се појавуваат од никаде. Од зад Карпатите. Некои чудни пештери таму сме изникнали и така натаму, што е нонсенс и надвор од... Знаете, јас веќе децении ги проучувам македонско-руските врски. Јас имам објавено доста материјали што зборуваат именно за тие врски. Па земете вие, нашиот литературен јазик е создаден во Петербург. Кодифициран е во Македонското научно литературно другарство 902-3 година. Трета година е објавена книгата што е создадена таму, првата книга на современ македонски литературен јазик. Во Русија беше напечатено првото списание на современ македонски литературен јазик 905 година. И ние сега ќе расправаме за македонскиот јазик, дали има, дали нема, дали постоел, дали не постоел. Или името, што е нонсенс. Значи, јас ја проучувам таа култура зашто е поврзана со Македонија. Јас пред се заради Македонија ја проучувам, а тоа значи проучувајќи ја проучувам и руската култура. Вие треба да знаете дека јазикот и верата стигнуваат во Киевска Рус преку Охрид. Во тоа време Охридската архиепископија беше единствена словенска, па ако сакате во целиот овој регион. Збори на 8-9 век? Тоа е крајот на 10 век и почетокот на 11. Во тоа време преку Охрид во спогодба помеѓу рускиот кнез и цар Самуил, рускиот кнез
зема жена од Охрид. Првите руски светители, Борис и Глеб, се деца на таа охриѓанка, веројатно од дворот на Самуил. И писменоста оди преку наши свештеници. Покрстувањето оди преку Охридската црква. Го признаваат ли они ова? Го признаваат. Во историјата на Руската црква стои дека од Охрид тие ја добиле писменоста и пред се Можеме ли ние како македонски црквата. Можеме ли ние како македонски И народ уште дозволите. Се До 1037 година, далеку по пропаста на Самуиловата држава, Руската црква е се уште во диецезата на Охридската архиепископија. Може да си представите колку е тоа. И што тоа значи? За неколку века подоцна, за да во договор со Грчката се Добро, тоа се други работи, други процеси, игри, други времења, други да односи. се укине Охридската архиепископија, Така што да добија тогаш писменоста на вредности одеше кои има руската. од Охридскиот писмен центар, центар на писменоста, кон Русија. И апсолутно ние како држава можеме да се повикаме на ова за кога говориме за нашата автентичност, државност, за нашиот јазик, за нашиот Па идентитет. тоа се сигурни факти, нема тука двоумење. Ова е потребно да се изговори, иако е за вас подразбирливо, бидејќи во дневната политика, а и по последните случувања, например со притисокот кој Европа не го вршеше со последниот извештај во кој намерно беше избришан зборот македонски, и после реакцијата на сите можни партии, институции, меѓу кои се вклучија и Македонската православна црква, па и Македонската академија за науки и уметности, кои дадоа силен отпор и силна потпора во оној што и народот го повикуваше, да им се прати една силна порака, особено во овој момент кога македонската држава, македонскиот народ е под притисок на самобришење. Кога амбасадор повикува, кога американскиот Ахмети му вика, ако не се реши, не го смените името, да не се решите до март месец, ќе има нереди со застрашување, со заплашување, бидејќи очигледно е дека меѓународната заедница свесна е дека народ не можеш да избришеш. Во историјата, вие многу подобро сигурно тоа го знаете, дека никој успеела геноцид да направи, и сега ова е најголем нов експеримент, кој барем ја мислам дека експеримент, бидејќи не знам дали ќе успее еден народ да се убеди само да се избрише. Овде има институции, фондации разни, имате партии кои работат на тоа дека за наша добробит и наше важно е, заради иднината на земјата да направиме, не знам, виткање на кичма и што е надвор од думот, слушајќи ги овие научни факти. Господине Јанко, може човек да се самоубие. И тоа е самоубиство. Ама народ да се самоубие на таков начин, да се ликвидира, да го нема, мене такво самоволно самоубиство досега не ми е познато. Јас мислам дека ние нема да видиме таков реликт сами да се самоубиеме. Мислам дека ние сме мала држава во европски релации. Ние сме малуброен народ, бидејќи сме поделени, разграбени, уништувани, раселувани. Ние и ромите сме можеби најраспространети народи на планета, така. Надвор. Значи, нема таков народ што може да изврши такво самоубиство. Јас мислам дека и македонците не се готови тоа да го направат. Не, после сиве работи што ни се случи, после овие децении, иако беше работено на тоа, да македонската свест за македонецот
да се изгуби, да се претопи во некакво југословенство, а сега во некакво проименување, па со овие вулгарни македонски, нели, изговарање, да ја нема англиската транскрипција, Macedonian и така натаму, се едни перфидни игри, политички игри, кои на подолг рок ќе исчезнат. Народот не може да исчезне. И нема никогаш не верувам. Македонското име, Јанко, покрај се, цело време во Континуитет се појавува. Во континуитет постои. Историските сведоштва тоа го тврдат. И природбениците да не покажуваат токму свеста дека тоа се дека они се македонци, дека они се говорат на македонски јазик, кој е различен и од бугарскиот и од српскиот и од другите словенски јазици, автентичен македонски јазик кој се оформува како литературен јазик, така. Дури во Русија го спомнавте. И веројатно знаете, во 18 век по Карпашовото востание, голема маса од Македонија, србите пишуваат Сеоба Србаља. Не е тоа Сеоба Србаља. Имаше тука, имаше најголема маса беше од овие територии што ги завладеа тогаш австриската војска. И со австриската војска по Пиколомини се повлече голема маса од Македонија и од Косово. Таму имаше после и Срби. Меѓутоа, тие отидоа во Војводина, во тогашна Австрија. Престојуваа извесно време таму, им се почитуваше нивната посебност во Австрија. Како Леополд се обраќа до македонскиот народ, до македонците, австрискиот император. Тие потоа, во 18 век, тргнуваат, ги повикува Екатерина, руската царица, и одат во денешна Украина, тогаш во царска Русија. И таму се формираат полкови за борба со турците. Посебен полк беше формиран македонски полк. Да, тоа го имам читано во истражувањата на Ванче Стојчев за македонската војна историја. Тоа го истражуваше пред се. Имаше истражувања до души и порано, и во Бугарија беа објавени некои материјали, ама пред Александар Матковски имаше посебно истражување и објави посебна книга Македонскиот полк во Украина. Во тие материјали таму се сведочи дека во 1700 и не знам кои години овие наши денес Украина, во тогашна Русија, и во 18 век тие веќе се декларираат таму на прашањето из какој нации во графата и сите се изнакломкале из македонскај нации. Сами се декларирале. Руската администрација тоа го запишала. Таа документација постои. Што може сега нас, Грција или не знам кој да не убедува за македонското име? Таму се формирани и грчки полкови, и влашки полкови, и бугарски, и српски, и македонски. Значи, се поделени по етноси, по етнокултурата нивна и по јазикот. Значи, не е тоа нешто ново. А за 19 век вие ме изборувате. Па 19 век, ево овие две книги, тоа е првиот том од оваа книга за македонската преродба, вториот том, двете книги ќе излезат идната година. Колку тома планирате, се извинувам? Не, тука ќе бидат 4 книги, 2 тома, 4 книги. 2 тома, 4 книги. Да. Овде сега се излезени двете првиот том. Ја ги имаме овие две книги кои ги представуваме вечерва. Тие го вечерва. запаќаат 19 век, а 20 век ќе биде вториот том во две книги. И тоа ќе биде едно комплетирање на представата за македонската
културно-национална природа. Зошто ова го издавате во три? Зошто не го издава Македонската академија за науки и уметности? Ја книгава ја земав од книжарницата 3, им благодарам на љубезноста за време. Иако Македонската академија за науки и уметности многу ваши дела објави, зошто не и овие? Па, треба ли да ви кажам дека ние немаме пари за елементарни работи? Академијата? Академијата. Ние немаме пари. Немаме пари. Јас објавив толкава книга за Драганов, првиот том. Не само што не ми платија никаков хонорар, туку јас не можам сега вториот том да го печатам, бидејќи нема средства. Мисирков, четвртиот том ми е готов. Јас се размислувам сега дали да го давам, затоа што нема пари. Нема да се објави, ќе го дадете, Па нема да се објави? нема пари. Што да направиме? Да ја купуваме енциклопедијата? И затоа јас, да речам, сум благодарен што Три се нафати да го објави ова. Три сепак се нафати да го објави скромно како што гледате, меѓутоа тоа е веќе достојание на читателите. Ја мислам дека книга не треба да ја судиме по корицата, туку по суштината, како што и се вели. Рековте дека имате започнато неколку други проекти. До година ќе го објавите Природбенски 19 век, втората книга, вториот том, Вториот том, прва и втора книга. Прва и втора книга, и дека ви остануваат и некои други проекти. Мене ми е драго што сте одлучиле да живеете преку 120 години. Ја искрено сакам не тоа, него да ви бидам современик и интервјуа да ви правам за едно 3-40 години, пак да ви направам интервју овдека. Ќе биде фантастично. Со што се занимавате? Со проучување. Проучување на што? Проучување Ако на не е нашата тајна. културно-национална историја. Македонскиот јазик, македонската литература, македонската култура, развитокот на македонската нација, македонската црква. Тоа се моите интереси. Кажете ми рековте дека за некои работи веќе сте во години за да почнете повторно Природбенскиот век, каде што нели бидејќи сме научно малце имаме време поминато, 50 на години што во научен нели имаме цивилизации, имаме култури кои со стотици години си ги проучуваат и си ги дефинирале своите национални, културни, јазични, секакви вредности и корени. Временски научно вие велите ова не е доволно работа, но дека сте во. Дали постои некој ваш наследник, полен, имате ли, дали сте ментор на некој, или дали знаете дека некој ваш колега исто така се занимава со природбеништвото, природбениците, дали овој научен труд, не сакам да помислам дека ако еден ден академик Блаже Ристовски рече доста беше, крај на програмата, дека нема кој да ја продолжи оваа работа. Не, има ќерка ми се занимава со проблематиката со која и јас се занимавам. Имате две ќерки, едната е малку попозната, Лилјана Поповска, Лилјана Поповска, за жал не се занимава со наука, она отиде во политика. Она со друга наука се занимаваше, со технологија. Таа е магистер по технолошките науки. Меѓутоа, еве, по некаков случај, таа влезе во политиката, па сега си го определи така животот. Меѓутоа, помалата ќерка, таа е професор во Институтот за национална историја и ги проучува овие проблеми на македонскиот развиток. Значи, крушата не паѓа далеку од дрвото. Па, работувате заедно, мислам... Соработуваме и заеднички објавуваме. Браво. Да. Значи, следното интервју во наредниот период ќе биде со вашата почитувана ќерка на оваа тема. Сигурно ќе има и оно што да каже. Наша работа, јас таму не се мешам. Веќе ги започнавме контактите. Да. Фамилиарно веќе. Знаете, јас секако дека ќе ви биде задоволство. Асистенти. Поради стекот на околностите и мојот животен век така се развиваше, што јас немав право да бидам професор во Македонија. Јас можев да бидам професор во Љубљана,
но не и во Македонија. Јас немав асистенти што можам да им ја предавам мојата гранка на интереси. Работев по враќањето од Љубљана, работев во институтот за фолклор како директор, а подоцна во Балканолошкото и други одделенија во Институтот за национална историја и на крајот во Институтот за словенска култура. Јас немав можности да имам своји асистенти. Бев, за жал, неблагонадежен за властите во Југославија, поради некои мои наследства тамо, поради судењето во 48-та година и тие месеци што ги помина во Идризово и во Централниот затвор и така Не натаму. сум знал дека и тоа сте го преживеале во животот. Во животот И таква човек се политичка проживува, хајка сте да, преживеале. и поради таа моја неблагонадежност, јас имам толкаво досие, ме клеветеле од сите страни. Сум бил озвучен и на работа, и дома, и кај што одам, ме снимале секаде, пуштале разни луѓе, ме следеле по 24 часа непрекинато, 3 пати. Па сепак успеавте да се издигнете и да создадете Меѓутоа, научен тоа труд ме и натера работа. јас да се затворам. Луѓето се плашеа од мене, а и јас не сакав да им создавам непријатности. И тоа ми даде можности да работам, и тоа упорно да работам. Добро, како се чувствувате, еве, сте го преживеале, роден сте 1931 година, 48 сте го доживеале ова, во 60-тите успевате да дадете докторат. Влегувате во Македонската академија на науки и уметности 88 година. Бидејќи сте го преживеале од тоа стиснато грло, па еве до денеска, седите овдека и медиумски, целата македонска јавност и пошироко и диаспората ве слуша што говорите. Ме интересира, има ли некоја сатисфакција у животов дека од таа принудна затвореност еве конечно да можете да дишете со полни гради. Се чувствувате ли дека можете да дишете со полни гради, што се однесува до тоа што мислите, што зборувате и што сакате да кажете? Мене ми причинува задоволство, морам да признам, што јас не можам да се движам пеш по улиците. Затоа што ме среќаваат луѓе и сите се поздравуваат, сите ме поздравуваат, сите ми честитаат. Не можете работа да завршите. На И пазар, јас, ни на крај памет. и да на не ви пазар. Исто, знам како ви е. Да. Народот е толку срдечен и ве препознава. туку, значи, јас сум благодарен на мојот народ што ги свати моите истражувања и моите научни интереси како своји, и јас имам навистина уважение во широкиот круг од нашето население. Јас не можам во кој да е град да отидам без да ми пристапат едно маса луѓе. Браво. Чест Браво. ми е да ве А поздравам. како е меѓу колегите? Како е меѓу научниот круг? Па, ако ви кажам дека јас не сум добил никаква награда до сега, освен за првата книга, докторска дисертација, пред половина век, Мисирко? кога професорот Митрев избутка со сила да ми ја дадат октомвриската награда, потоа веќе никогаш не беше дозволено од политички фактори јас да добием награда. Да бидете Дури признаени. нека ми прости, мислам дека е уште жив, господинот Кочо Битолјану дошол во Советот на 13 ноември, ме предложиле од издателството да добијам награда 13 ноември. Тој влегува во Совет и вели Блаже Ристовски не може да биде наградуван. И готово пропаѓа предлагот и мислењето на академикот Зографски фрлено и се, и не може да биде, не може. И никогаш, дури и еднаш кога дојде ред, Сите се плашат од чипот македонски. И Кочо се извадил од паметот. значи,
тоа било став на Да, општи став. на Код учипеност. тогашните политички фактори, До ден денес ке ги гледаме, полициски и така натаму. ги гледаме истите ајвани. Да. Еден ден во Институтот за национална историја доаѓа тогашниот секретар Душко и ми носи формулари да запишам дали сум добивал и какви награди и признанија и дали и какви сакам да добијам. И јас на целиот тој лист толкав беше, вака попред. Ни сум добивал, ни сакам да добијам. Што не напишавте И Нобелова награда. се потпишав. И се потпишав. И му го дадов. Едно време трчи, уште по некоја минута, трчи во канцеларијата и вика: Блаже, бе, шо правиш ти, бе? Знаеш ли каде ќе оди ова, бе? Абе, зошто си правиш вака? Викам, тоа е моје мислење. А каде Јас ќе го оди тоа? кажав во политички структури, полициски И треба структури и утре така да натаму. одлучат за вас. Јас Дали реков, сте го биле добар, потпишав, па да добиете нешто. јас го награда. потпишав тоа и не отстапувам од Тоа тоа. е добра слика како се работело, нели, кој бил компатабилен и учипен во главата, нели? Зборот ми беше преска кога реков: Јас сум благодарен што таа состојба во која бев принудно поставен. Јас 61-та година професорот Поленаковиќ ме покани да дадам молба, се распишува конкурс за асистент на филозофскиот тогаш беше факултет по литература и јас го послушав, дадов молба. Меѓутоа јас не бев примен. Беше Сталев примен. Јас ми дадоа да одам, ама во Љубљана, надвор од Македонија, да не ги расипувам младите генерации со моите македонски идеи. Така што тоа ми беше добро што јас се затворив во себе и работев кабинетски, архивски глушец, што викаат, по библиотеките и архивите и на таков начин успеав да влезам во суштината на некои процеси кои инаку тешко се доловуваат. Сметате ли дека По прочитувањето на книгата така? од Мисирков, Сакав да го прашам, 46-та година. дали уште, сметате на крајот. дека кај нас дали е водено дебата по овие ваши дела, по тезите кои се да се отвори една научна дебата на која ќе се расправа за овие, за јазикот, за културата, за природбениците, за сето тоа? Не, има симпозиуми, посебни се Симпозиуми, држале и така. со некои колеги малку и поостро спориме. Меѓутоа, знаете како, некои си ја чуваат фотелјата, Јасно. други си го чуваат грбот, си го чуваат блаженството и не сакаат. Да го жртвуваат заради јасно. Јасно ми е. Така што ние имаме доста нерешени проблеми во нашата наука. Господин Ристовски, апсолутно. Меѓутоа, токму поради тие причини, тие проблеми едноставно се отфрлаат настрана. Ама ние не можеме да излеземе на крај ако не ги решиме сите тие проблематични места. Денеска ние немаме проблем од Србија, реален проблем. Не признава црквата, не признава. Меѓутоа, ние немаме проблем ни со Грција, не ни го признава името. Нека не го признава сега, ќе дојде време, ќе го признае. Ние имаме проблем пред се со бугарите, кои не ни го признаваат јазикот и нацијата. Јазикот не ни го признава затоа што не ни признаваат нацијата. Иако таа Бугарија, ја призна таа нација и доби можност нашето население таму да има автономија во времето по 47 година и нешто. Наши учители таму учеа македонски јазик и така натаму. Па го смени. Да, па се издаваа и весници и се. Меѓутоа денеска бугарската политика работи за придобивање души во Македонија. Со овие пасоши, таа утре пред светот ќе декларира бугари во Македонија. И денеска еве некои таму 100 души веројатно гласале за бугарските избори и за пописот. Значи, од таа имаме еден таков притисок. А најголемиот притисок го имаме од Албанија.
таа зазема територии. И тоа е најсериозен притисок. Ние тој притисок да биде господар на туѓа држава. Оваа држава ја создаде македонскиот народ со учество на сите што беа во неа, ама начело со македонскиот народ. Тоа беше македонска држава и таа е единствена држава. Не можеме сега да речеме дека не постои македонска држава. И затоа сега од албанците, од некои од албанците, денеска го слушам и господинот Тачи, вели дека името мора да се смени. Како мора да смени? Чие име да смени? Они не дозволуваат знамето, ни го воведоа своето државно знаме, ни го воведоа овде. Јазикот сакаат да се зборува и во Струмица, и во Делчево, и секаде. Каде одиме? Има ли некоја граница? Мораме да поставиме некаква решка. До тука може да се оди. Има меѓународни стандарди, да ги почитуваме меѓународните стандарди. Тоа уважение на човековите права, и на националните права, и на културните права, и се друго. Ама да знаеме кои сме, што сме, каде сме, до каде сме. Вака апетитите се големи. Имаме ние веќе 2 држави околу нас, албански. А Грција долу, претензиите кон добар дел од Грција се живи цело време. Па еден дел и од Црна Гора. Бугарија еден дел од Србија. Претендира кон Охрид и така натаму. Они сметаат дека албанското прашање не е решено. А што да речеме ние? Каде е македонското прашање? Со ова ликвидирање на македонското име сакаме да се ликвидира за секогаш македонското прашање. Токму така. Да, тоа е вистината. Јас се извинувам, Јанко, ви зборувам за работи кои не се опортуни во овој момент. Меѓутоа, јас сум научен работник и јас со својата совест имам право да настапувам, мислам. Јас никого не го загрозувам. Никому не му пожелувам ништо лошо. Меѓутоа, се надевам дека оваа политичка линија, што сега владее, ќе издржи и покрај сите притисоци. И Македонија ќе обстане. И македонската држава ќе обстане. Ние ќе имаме поддршка и од надвор. Ќе се најдат. Така што ние можеме да се вратиме на науката, можеме да се вратиме на книгите, но ова е секојдневието што човека го задушува понекогаш. Кога ги слуша вечерва, кога го слушам господинот Тачи, Македонија мора да го смени името. Чие име да смени? Од каде он дошол? Дошол од Косово и овде ќе ми го менува името. Се помислуваме ли малку? Дајте да ги средиме работите на свое место. Да ги средиме правин работите во својата држава. Не можеме така. Овој народ издржал многу. Овој народ се борел векови за своја држава. Не е готов секој. Тоа мора секој да го знае. И пријателите и непријателите. Господин Ристовски, ја ви благодарам на ова исцрпно објаснување. Навистина, секогаш кога ќе се видам со вас, кога ве слушам, изненадувате. Драго ми е што ова ваше излагање ќе предизвика бура во јавноста и реакција, и тоа е добро. Ништо, пуштете ги луѓето, нека реагираат, немам ништо против. Утре вечер. Вечерва сосема е доволно, затоа што сепак она што го кажавте, нека изгледаат и оние што не виделе утре од Сабајле репризата, па утре вечер ќе ги слушнеме размислувањата и реакциите. Само уште еднаш, сосема за крај. Во вечер ќе излегува фејтон
Да, веќе излегува. И веќе излегува фетом од оваа ваша книга. Од тие два тома, да. Од овие два тома. Не знам што земат, јас не сум се видел со така, редакторите, не ме така. прашале, не сум разговарал, Но оние јас не знаев за тоа. Да, само може... видов, ми јавија од Австралија еден пријател од Австралија ми јави дека во вечер има таква и таква најава, па ја видов. Да, што ќе биде добро луѓето да се запознаат, па оние што ќе сакаат да ја земат оваа книга, да ја купат во книжарница 3, ја книжарница 3 кај Кино Милениум во градски трговски центар, таму ја земав. Ви посакувам многу успех, добро здравје. Мислам дека има тука материјали, ако внимателно ги читаат луѓе што ги разбираат некои проблеми, ќе најдат многу податоци што се корисни за сваќањето на процесот на развитокот на македонскиот народ и македонската култура, јазик и историја. Токму тоа. И 19 век, повеќе или помалку, е отсликан во овие студии, во овие два тома. Многу ви благодарам за гостувањето и ви благодарам на елоквентноста и инспирацијата во говорот вечер. Да видиме живи и здрави, Јанко. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно. Пауза за реклами.